Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. И днината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32 години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружетени се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. Секојдневната посветеност пред се јас би ја окарактеризирал као карактерна особина на еден човек и на еден лидер. Без да имате таа карактерна особина не можете да го издржите тој интензитет и континуитет кој е потребен за секојдневно да се посветите на сите оние што ве очекуваат обврски и да имате улога во секојдневни обврски постојана. Ценам како човек дека секоја особа во ово општество има три улоги, а тоа е прво персонална, семејна, втора е професионална и трета е општествена. Во многу од случаите, поготово таа третата улога, општествената улога на секој човек се занемарува, а токму таа улога е онаа најбитна улога која треба нас да ни го креира општеството. Секој човек мора да даде од себе за ово општество да биде поубаво, мора да ги своите навики прилагоди, промени, мора да промени нешто од себе затоа што ово општество уствари е збир на сите нас како луѓе. Секојдневни предизвици има многу, добри, лоши. Многу е битно при работењето и при креирањето на еден успех да немате рамна линија. Доколку се соочувате со предизвици и од лош карактер и од добар карактер, секако дека ќе најдете решение да ги надминете, но доколку во текот на денот, период или било што дел од вашиот живот се соочувате со работи кои не ви се предизвик и не се проблем, тогаш треба промените нешто у себе и тогаш нешто не работите како што треба. Генерација млади луѓе има историска можност да воведе Македонија во еден современ свет, но има и голема одговорност затоа што токму сега е моментот во кој што или ќе не биде или нема да не биде. До сега можеби се боревме низ историјата за основни права како што е самостојност, независност и сега кога го имаме сето она за што сме се бореле низ цела историја, сега треба да креираме некоја додатна вредност и затоа младите генерации се оние генерации кои треба да го поттикнат и да воведат оваа земја во еден современ свет и да овозможат еден комотен живот. Никогаш професионалниот успех не го сметам за конечен успех. Значи имаме многу примери каде што луѓето направиле успех и успешни работи, а не го доживеале успехот. Така да го сваќам успехот како една поширока тема. Значи по мене успехот е баланс помеѓу семејството, пријателите, здравјето и сопственото јас, кое што доколку успеете да го избалансирате, вие навистина може да доживеате успех и на крајот да бидете среќен човек.